Воденовите, тоа како Македонска православна црква, го славиме споменот на нашиот патрон на нашата црква, Светиот Отец наш Климент Охридскиот чудотворец. Се собравме на овој, така да речам, тажен настан на овој ден, кога славиме 6-месечен помен од упокојувањето на нашиот брат во Христа, митрополитот Кирил. Но, реков, тажен, но за нас, христијаните, не треба да биде тажен овој ден, затоа што и светиот апостол Павле ни учи на тоа дека не треба да бидеме никој незнабожците, кои не знаат која е смислата на нашиот живот, туку треба да се радуваме, затоа што секој човек треба да поживее на земјата, да даде најмногу што може од своите плодови кон Христа Бога и на тој начин да си го осигури патувањето на неговата душа во животот вечен и населувањето онаму за каде што сме и повикани за да живееме во Царството Небесно. Од друга страна, кога ќе се спомнеме за животот и делата на нашиот покоен брат во Христа Бога, кога ќе видиме дека што најраната своја возраст го возил Христа Бога и не само што го следил, туку ги исполнил оние Христови зборови, да го засака повеќе Христа Бога отколку пак тој мајката и да го предаде животот свој, да го предаде за служење на црквата. На друго место во Светото писмо ќе чуеме дека кој сака епископство сака и нашата работа. И навистина, кога ќе се сумираат делата на секој од нас на земјата, ќе видиме дека навистина братот наш ги исполнил овие зборови Христови, дека машки е изработил за својата мисија на земјата и дека го истрасирал патот со добри дела на Царството Небесно. Кога ќе се сетиме за тоа што сме оставил за него, не само тука, во оваа епархија, каде што и го завршил својот земен живот, туку и секаде онаму каде што патувал на сите 3 континенти, каде што постои нашата Македонска православна црква и сите оние дела кои ги направил таму, а на кои ние сите другите помладите митрополити веќе се надоврдавме за да ги надградиме и да го зачуваме во најмала рака она што ни го оставил како аманет. Кога ќе се поучиме од неговите дела за тоа каков треба да биде нашиот пристап кон народот, неговиот пастирски пристап навистина беше толку карактеристичен што знаеше да собере народ и во оние најтешки времиња за црквата, да биде близок со сите и да извлече максимум што може за добробит на нашата црква. Христос ни учи дека по делата наши ќе не познаат за тоа каков бил и нашиот живот. Па така, кога ќе сумираме сега се, ќе видиме дека не треба да тагуваме за нашиот брат во Христа, митрополитот Кирил, туку дека треба да се радуваме затоа што достојно живееше на земјата, принеси добри плодови, го заврши животот во добра борба и дека треба да ги пожеле резултатите од тоа на небесата, онаму каде што сме повикани од Христа Бога, да бидеме совршени како што е тој совршен и да се удостоиме да израсне во верата Христова сите ние за еден ден повторно да се најдеме во Царството Небесно. Во овие денови кога го славиме споменот на Светиот Отец наш Климент Охридскиот чудотворец, само ви повикал уште еднаш да се помолиме за покој на душата на братот наш митрополитот Кирил во Царството Небесно, помолите на Светиот Отец наш Климент Охридскиот чудотворец и да направи Господ Бог неговиот спомен да биде вечен. Нека да не беше споменот толку.